Благодарам, председателе. Навистина, почитувани граѓани, не знам зошто денес не го искористиме присуството на Министерката за труд и социјала да ни објасни, да ни даде информација за се она што нас не интересира, а нормално и граѓаните на Република Македонија, затоа што граѓаните очекуваат одговорност од оваа влада за сите луѓе кои што изгореа во модуларната болница во Етово. Не знам која е причината, навистина би сакала да добијам, ете и јас лично информација што е, каде било сгрешено, меѓутоа таа информација очигледно власта не сака да ја даде. Ке ве вратам малце назад. Често слушаме од говорниците за стиропорот од Скопје 2014, кој што ниту изгоре, ниту одзеде животи, а вашата пур пена, што ја поставивте на ковид болниците, од неа настрада 14 луѓе. 14 живи луѓе изгореа во модуларната болница. А стиропорот од 2014 седи таму и таму се сместени вашите министри и вашите луѓе кои што владеат денес со Република Македонија. Не можам да разберам, често се навраќам и на времето кога министерката беше опозиција, како се бунеше за некои одредени работи во здравството, а сега дозволи да бидеме на врвот по број на починати граѓани. И воопшто глас не дадовте за тоа што се случува во здравството. Што се случува во здравството? Ке започнам... Ке ве... Ај ви се молам пак на исто да се враќаме. Дозволете да продолжи пратеничката. Само сакам... Сакам да ве вратам... Сакам да ве вратам... Дали знаете вие што правевте пред Министерство за здравство? За пуста власт и пусти пари. А сега тие 14 живи луѓе не ве интересира, така? Каква држава наследивме кога ВМРО дојде на власт? Знаете? Знаете? И знаете каква? И тогаш имаше жртви од вашето владење. Да, и тогаш, зашто стотици илјади луѓе ги оставивте без работа и ограбени преку тати старата заштеда. Ја прекинувам седницата, не може да одиме. Дадов пауза, малку да се смириме, вие уште пожестоко, ова не води никаде. Цел ден ќе останеме ништо, џабе си седиме овде, само глумиме, ај ви се молам. Прекинувам седницата, накнадно ќе ве информирам